Добар ден, јас сум Зоран Иванов во студиото на Цивил, интервју за порталот Frontline, во живо, во директен интернет пренос со председателот на Социјалдемократскиот сојуз Димитар Ковачевски. Добар ден и добре дојдовте. Ви благодарам на поканата, добар ден и до На вас. стартот веднаш ќе си земам за слобода да констатирам, сега сте ни ваму ни таму во однос на премиерското столче. Ќе бидете ли пак премиер по 8-9 мај? Прво, ја точно знам каде сум. 2 години ја имав честа да бидам председател на владата и од пред 2,5 месеци веќе не сум председател на владата, што ми дава за можност, покрај големиот број на партиски активности, да бидам секој ден меѓу граѓаните. Вчера бевте сведоци дека бев дел од кампањата во Девар Мало, на директни средби со граѓаните во Сопиште, во Карпош и така натаму. Решението ми беше во насока на оптимизмот за и она што го ќе додам до одговорот, бидејќи сакам да објаснам, бидејќи кажавте каде сум. И ако некој добро знае што зборуваат граѓаните, тогаш тоа сум јас. И точно знам дека граѓаните се незадоволни од дел од работите кои што се случуваа во минатиот период, во однос на високите цени, во однос на владењето на правото, во однос на борбата со корупцијата. И можам да кажам дека ако некој е одговорен за тоа, со оглед на тоа дека јас бев 2 години премиер, тогаш јас сум тој кој што е одговорен така, и јас ја земам одговорност. На ваше конто и плусеви и минуси. Но од друга страна, гледам дека граѓаните се помалку и заморени од процесот на европски интеграции. Понекогаш ја го чувствувам тој замор, меѓутоа тоа е единствениот процес кој што во нашата држава може да донесе позитивни промени. Се плашам дека ќе ми ги земете сите. И заради тоа знам дека граѓаните ќе изберат опција на предстојните избори и председателски и парламентарни, која што опција ја предводиме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Коалицијата за европска иднина и председателскиот кандидат Стево Пендаровски и ќе изберат известна европска иднина за Република Македонија и ќе бидеме земја членка на Европска унија заедно со нас. Ќе прашам повторно на крај, отприлике идентично прашање, но ајде сега по ред. Денеска е светски ден и секако и македонски ден на ромите. Овде сме во студиото на Цивил, организација која се бори веќе 20 и нешто години за мир, за слобода, за права, за еднаквост и така натаму. Мислам дека навистина најприродниот простор денеска да го направиме тука на овој ден, овој интервју. И од тука моето прво прашање е дали ние како општество и воопшто како држава и секој поединечно сторивме доста во овие 32-3 години за ромската заедница или се уште е на ниското социјално и образовно ниво? Јас се согласувам дека Цивил и ова ваше студио е вистинското место да зборуваме за овие теми, бидејќи вие навистина во изминатите 20 години бевте практично на браникот на унапредувањето на правата на граѓаните. Ромите се најпрво сакам да им го честитам светскиот ден на ромите, секако и на нашите сограѓани роми. Ромите представуваат едни од најлојалните и највредните граѓани на нашето општество и секако дека заслужуваат унапредување на нивните права. Јас нема да кријам дека се уште треба да се работи унапредување на правата на ромите во секој смисол, во смисол на нивна поголема вклученост во општеството, во смисол на нивна поголема вклученост и во пазарот на трудот, секако во процесот на образованието и нормално во управувањето со државата. Што е она што ние како влада го направивме во изминатиот период? Најпрвин во претшколското образование на децата роми обезбедивме најпрвин објекти кои што се за згрижување на деца нови градинки. Потоа за 200 деца само во општина Шутка се обезбедено е бесплатно присуство во претшколските образовни установи, односно во градинките. Неколкократно го зголемивме бројот на стипендии за деца роми во сите нивоа на образование. Например, само во општината Шутка, каде што има најголем број на роми, имаме 900 стипендии за деца да посетуваат средно образование, кои што се исто така со зголемен износ. 1 милион евра беа инвестирани не само во општина Шутка, туку и во други места каде што живеат ромите, например во Струмица, во Прилеп, во Битола и така натаму, во дел на зголемување на инфраструктурните
потенцијали и инфраструктурните услови кои што ги имаат ромите кои живеат таму. Тука мислам на водоводи, канализации, улици и така натаму. Формиравме на посебна мерка во однос на можноста роми да инвестираат во собствени бизниси, во формализација на собствените бизниси и 200 веќе такви наши сограѓани ја имаат искористено таа можност. Дури направивме соработка како влада со фондот Реди, со што се мултиплицираат ефектите во инвестирањето, но имаме се уште многу работа пред нас. Јас како претседател на влада докажав дека ромите можат да извршуваат и одговорни функции. Јас имав советници кои што се од ромска националност, кои одлично извршуваа својата работа во делот на она што им беше доделено. И доколку пак ја добивам довербата на граѓаните, тогаш бидете уверени дека ќе има поголем број на роми кои што ќе учествуваат во управувањето со важни процеси во државата. Бевте се вели бајги помлад пред 30, скоро 30 години. Денеска Македонија е на денешниот ден примена, стана членка равноправна во Обединетите нации. И тогаш имаше за и против поради ФИРОМ, кратенката, акронимот и така натаму. Обединетите нации представуваат... Погрешивме ли што влеговме под ФИРОМ? Се мачевме со децении со... Гледайте, Обединетите нации представуваат се уште најдобра платформа за обезбедување на светскиот мир и соработка со сите нејзини недостатоци кои што се јавуваат во текот на функционирањето. И еден од клучните чекори кои што Македонија мораше да го направи, тоа е членството во Обединетите нации. И го направивме. Пред 31 година ние станавме земја членка на Обединетите нации под времена референца со оглед на отвореното прашање кое што уште од самиот почеток го имавме со Грција и кое што прашање остана незатворено уште 27 години. Меѓутоа тогаш благодарение на храброста и на одлучноста на претседателот Киро Глигоров и тогашното водство, Македонија стана земја членка на Обединетите нации, а знаевме колку тоа е значено за градење на една независна држава. Не знам дали се сеќаваше, имаше големи отпори да се зачлениме Апсолутно дека имаше, под тоа име. апсолутно дека имаше отпори од исти или слични актери кои што ги правеа отпорите при зачленувањето во НАТО. Нашиот отворен процес на преговори со Грција траеше 27 години, ако не се лажам, точно 27 години. На почетокот беа доделени Сайрус Венс и Метју Нимиц. Метју Нимиц го доврши процесот до крај. И како заврши процесот, беше потребно некој кој што како Киро Глигоров што донесе одлука, да имаме лидер кој што ќе донесе одлука исто така во однос на зачленувањето во НАТО, а тоа значи решавање на деценискиот проблем отворен со Република Грција. Ние денес сме земја членка на НАТО и сега гледаме во услови на војна на европскиот континент, што значи да се биде дел од најголемата безбедносна одбранбена организација во светот. Во што е И на тогаш... крајот, само да довршам. Гледате дека ние отпочнавме преговори со Европската унија. И тоа беше тешка одлука. Тоа е одлука која што јас ја носев. Чувството на тие преговори веројатно е исто како чувството на тие преговори кои што ги имал Зоран Заев при преговорите за влез во НАТО и Киро Глигоров при преговорите за влез во Обединетите нации. Меѓутоа на крајот на денот знам дека и граѓаните го делат тоа чувство. Тоа чувство е како некој со нож да ви го сече стомакот кога преговарате. Меѓутоа од друга страна лидер мора да преземе одговорност и да донесе одлука која што ќе донесе подобро утре и за нашите деца и за нашите внуци. И да голта не само жаби, туку и полжави, но што е со довербата тогаш на граѓаните? 2020 година СДСМ победи. Од тогаш натаму веројатно по природа на нештата, кога е некој на власт, рейтингот паѓа. Нели секогаш ние граѓаните сме незадоволни, очекуваме секогаш повеќе. Но се чини дека односот на силите сега е од тој период наваму променет. На што се должи тоа? Па гледайте, нормално е дека во услови на практично 2 мандати водење на владата без една година, меѓутоа ќе кажеме 8 години, беа направени голем број на грешки. Значи, јас на почетокот веќе кажав дека граѓаните со право се незадоволни од одредени ситуации кои што се појавуваат во нашето општество. Тука пред се мислам на високите цени, бидејќи јас сум дел од граѓаните. Знам дека се уште има пензионери кои едва и крпат крај со крај. Знам дека се уште има родители кои што ако треба ќе легнат гладни за да имаат денар повеќе за нивните деца утре дента. Меѓутоа фактот дека ние работевме
на унапредување и на економскиот стандард, и никого не оставивме сам во текот на изминатите години, да не заборавиме дека оваа влада работеше во услови на здравствена пандемија, во услови на енергетска криза и во услови на економска криза предизвикана од војната во Украина, која предизвика двоцифрена инфлација. За владата И што затоа, направи, што промоши. затоа сметам дека, затоа велам дека одговорноста јас се преземам. Меѓутоа една работа направивме апсолутно исправно. А тоа е трасирањето на вистинскиот пат за државата. За членувањето во НАТО и отпочнувањето на преговорите со Европската унија. Тоа не беа лесни процеси. Добро, Меѓутоа, ако не се фалшиви анкетите, испитувањето на јавното мислење, рейтингот на Социјалдемократскиот сојуз е доста ослабнат во однос на опозицијската ВМРО-ДПМН. Имаат ли улога тука медиумите, националните телевизии? Дали се и тие учесници до тој степен на формирање на јавното мислење? Спомнавте дека вашата влада во најкризни моменти излезе во пресет на граѓаните и на социјален, на економски, и на стопанството со разни субвенции, мерки и така натаму. И повторно рейтингот е 2:1. Гледайте, прво ќе ви одговорам во два дела на ова прашање. Во однос на работата на владата, точно е дека работевме во исклучително тешки услови и точно е дека донесовме големи и тешки одлуки кои што значат подобро идење за државата. Тука пред се мислам на зачленувањето во НАТО и договорот од Преспа и преговарачката рамка и отпочнувањето на преговорите со Европската унија. И ние во тоа сме сигурни и убедени дека е вистинскиот пат за државата, исто како што се убедени 80% од граѓаните дека местото на нашата држава е во Европската унија. Од друга страна, во демократско општество, секогаш постои можност да постои разлика во мислење. Дали се тоа политички партии, дали тоа се новинари, медиуми, политички активисти, поединци, интелектуалци, можат да кажат различно мислење. Но кога кажувате дека тоа не е вистинскиот правец за државата, треба да кажат и која е алтернативата. Ние не слушнавме од било кој критичар која е другата алтернатива за Македонија. Некои ќе кажат БРИКС било таму, меѓутоа во БРИКС се држави кои што се децении зад нас во развој. Кој е коренот на таквото расположение на граѓаните? Што се однесува до анкетите, први се потврди дека они анкети, ако алудирате, кои што на националниот сервис се презентираат, се апсолутно фалсификати, за кои што веќе еден ваш колега новинар, независен новинар, имаше цели истории како тие се прават, како тие се финансираат, и тоа е апсолутно исто како она што го гледавме до 2016 година. Злоупотреба на медиумски сервис од страна на политичка партија, истата политичка партија која што тоа го правеше до 2016 година, на исти начин, со истите актери, со исти начин на финансирање. И јас предупредував, Опозицијата го демантира, Патем. Гледајте, они може да демантираат што сакаат. Меѓутоа, нивното однесување во историјата го потврдува дека тоа е вистина. И што имавме вчера? Вчера имавме театрално филмско апсење на истиот тој новинар кој што ја отвори таа афера. Тој новинар воопшто не бил нежен ни спрема мене на пресконференциите. Погледнете ги пресконференциите какви прашања поставува. Меѓутоа, ние и јас секогаш сме гледале на медиумите како на демократски коректив на оние кои што управуваат со државата, без разлика кој седи во Илинденска и ја предводи владата. Без разлика која е политичка партија. За колегата Салиу ми се подолго да ве прашам, но околу ова тема сега расположението на граѓаните. И вистинските анкети, тоа го кажа и председателот Пендаровски. Вистинските анкети воопшто не кореспондираат со тоа што се прикажува на таа емисија, не сакам ни името да го спомнам. Затоа зашто и тие што ја водат емисијата самите се срамат од тоа што го прават. Верувајте ми. Затоа што на крајот на денот менаџментот им кажува на тие новинари што да прават. Сегам друго да ве прашам. Во кампања сте сега. Да. Популизмот, национализмот, повторно тука и таму ги гледаме, не се изразени како можеби во минатите избори, но сепак влија ли тоа кај граѓанството околу расположението на ова? Како Социјалдемократскиот сојуз, каква стратегија имате да се справувате со овој тип на амбиент во државата? Значи, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија... Прашањето ми е, ако нема избори, ќе нема национализам и ќе нема популизам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е политичка партија која што е стожер на добрососедските и на добрите меѓуетнички односи во државата. И тоа се покажало.
И се навратам и на претходното прашање. Ние 7 години немаме меѓуетнички тензии во државата. Ние 7 години немаме никаква пресија врз медиумите. Ние ги сменивме сите закони што се однесуваат на заштита на правата и слободата на медиумите и на новинарите. Знаете дека во кривичниот законник напад на новинар е сега напад на службено лице. Оваа година немавме ниту една тужба од страна на влада против новинар. На времето имаше по 200 тужби годишно, кои што ги губеа новинарите, од страна на владини представници против новинарите. Што се однесува до меѓуетничките односи, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија докажал и покажал што значат добри меѓуетнички односи. Втор коносител во изборна единица 2 кај нас е Фатмир Бетичи. Ние имаме на листата во изборна единица 1, која што јас се предводам, албанец од Сарај. Председателот на студентското собрание на универзитетот во Тетово е коносител во изборна единица 6, Агрон Демири. Ја ви кажувам дека Агрон Демири, како што бил одличен председател и представник во студентскиот парламент, тој ќе биде исто така одличен представник на граѓаните во македонскиот парламент. Имавте, ве враќам сега на оној период на вашето жешко премиерско столче во кризни времења, плати, социјали, субвенции. Каде успеавте, Ковачевски, каде потфрливте како влада? Гледайте, јас предводев влада во еден услучително тежок период, веројатно најтешките 2 години по Втората светска војна во однос на економската криза. И она на што сум горд е што ние не седевме и не дигнавме раце. Туку напротив, работевме многу напорно за да обезбедиме се она што е потребно да не ги оставиме граѓаните сами, односно бевме рамо до рамо со граѓаните. Во однос на поддршката на граѓаните обезбедивме 2,6 милиарди евра помош антикризни мерки. Цената на електричната енергија беше субвенционирана 90%. Успеавме да го зголемиме производството на електрична енергија за 45%. Кога никој не веруваше дека ќе имаме електрична енергија, не само што произведовме вишоци, туку успеавме и да ја вратиме дневната тарифа на електрична енергија. Како ја вративме дневната тарифа? Секоја криза треба да се искористи како шанса. За 2 години во Македонија се инсталирани 600 мегавати обновливи извори на енергија. Тоа е капацитет колку еден рек Битола. Тоа овозможи да имаме дополнително енергија од обновливи извори на енергија. До 2016 година беа инсталирани само 16 мегавати обновливи извори на енергија. За 2 години 600 мегавати. Тоа покажува дека Македонија и знае, и може, и умее како тоа да го направи. Што се однесува до платите. Во времето на ВМРО ДПМН беа потребни 4 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка. Денес, во услови на економска криза, во услови на инфлација која што успеавме да ја скротиме од 20% на 3%, потребно е една просечна и една минимална плата за покривање на потрошувачката кошничка. Многу сака председателот на ВМРО ДПМН да биде вицкаст и да споредува со различни други области во општеството. Например, тој споредуваше со буреци колку можело да се купи. Еви на тоа ќе одговорам. Во 2016 година со една минимална плата може да се купат 220 четвртини бурек. Денес со една минимална плата може да се купат 320 четвртини бурек, што представува разлика. Во однос на пензиите. Пензиите се за 50% зголемени во однос на она што беше во 2016 година. Минималната пензија е исто така зголемена за 50%. Просечната плата е зголемена за скоро двојно. Минималната плата е зголемена неколкократно. Обезбедивме финансиска поддршка за најранливите категории на граѓани. Никого не оставивме сам. За самохраните родители, социјалната помош ја зголемивме 300%. За пензионерите обезбедивме 5 месечни финансиски исплати до 3000 денари зависно од висината на пензијата. Пак повторувам. Јас знам дека не е лесно. И знам дека не е доволно. И затоа велам дека во новата програма ќе продолжиме и со зголемувањето на пензиите. Ако некој во минатото можеше да каже дека СДСМ не секогаш на економски план ги исполнува ветувањата, сега никој не може да го каже тоа. Бидејќи мојата влада докажа дека СДСМ ги исполнува ветувањата. И затоа ветуваме до 2028 година 1100 евра просечна плата
и 600 евра минимална Тоа плата. е напишано таксативно во програмата на не е тоа партиска. таксативно само напишано, тоа е врз основа на анализи. А со влезот во Европската унија, 1300 евра просечна плата и 800 евра минимална плата. Кај пензиите, просечната пензија ќе биде 30.000 денари, а минималната пензија ќе биде 20.000 денари и тоа има да донесеме закон за минимална пензија. Со надежда дека инфлацијата ќе биде Инфлацијата на веќе ова 10 ниво. инфлацијата веќе 10 месеци се намалува, а последните 6 месеци е на ниво од 3%, што е еден стандард за економиите во овој регион. Го спомнавте председателот на опозицијата од ВМРО за цело време на вашиот мандат, па и претходно нормално, обвинуваат дека во време на Социјалдемократскиот сојуз државата има најголем буџет, а најслаби инвестирање во капиталните инвестиции, најслаба реализација. Каде одат парите? Значи, во времето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, прво ние работевме во овој мандат, во време на најголема криза. И ќе ви кажам каде е разликата. Точно е дека буџетот е 5,5 милиарди евро скоро. И треба да знаеме дека ние во изминатиот период обезбедивме, тоа веќе го кажав, 2,6 милиарди евра помош, антикризни мерки за граѓаните, за одржување на ликвидноста на компаниите и така натаму. Ги задржавме работните места. 80.000 работни места спасивме во време на корона кризата со антикризните мерки. Јас лично работев на тие антикризни мерки. Јас работев како дел од економскиот совет на премиерот Спасовски, технички премиер, и потоа како заменик министар за финансии кој ги бранеше овие предлог закони во министерството, во парламентот. И подоцна како председател на владата продолжив да управувам со економскиот тим кој се бореше со енергетската и со економската криза. Кога зборуваме за инвестициите, веќе ви кажам еден податок. Само во последните 2 години во Македонија се инвестирани 1,2 милиарди евра инвестиции од буџетот. Никогаш немало толка во ниво на реализација на капиталните инвестиции. Кога зборуваме за приватните инвестиции, нивото на приватни инвестиции, нивото на странски директни инвестиции е дуплирано во однос на она што беше до 2016 година. Разликата е во тоа што во времето на ВМРО ДПМН за 1 евро инвестиција се трошеше 2 евра за реклами на телевизија. Како изгледаше тој демократски амбиент во времето на ВМРО ДПМН, можевме да го видиме вчера со апсење на новинар и можеме да го гледаме секој втори ден на националниот телевизиски сервис, каде што со фиктивни и фалсификувани анкети се креира јавно мислење. Токму сакав да прашам на што се должи. Владата функционираше како што функционираше, многу од граѓаните не беа задоволни од сите министри и од сите министерства. До културата е општа политичка во земјава, немаме традиција за оставки министерски. Каква е вашата оценка за вашиот тим? Секој тим е составен од поединци, каде што дел имаат подобри, дел имаат послаби перформанси. Јас генерално сум задоволен од тимот со кој што работев, со оглед на тоа дека навистина работевме најголемиот дел од тимот деноноќно, во делот на реализација на се она што беше потребно за граѓаните, и граѓаните за тоа се свесни. Од друга страна имаше членови на тимот кои што има однесување, кои што не соодветствува со очекувањата и политичкиот амбиент во нашата држава. Можеби тоа однесување одговара за во Канада, за во Америка и така натаму. Меѓутоа, тоа несоодветно однесување на дел од министрите, па и дел од функционери на високи позиции во други институции, креираше одредена перцепција кај граѓаните дека видите таму не се работи, туку гледајте што прават. Од оваа Ковачевски куса временска непремиерска сега дистанца како премиер, која одлука бија повлекле, бија поништиле, би се предомислиле, бија промениле или предлог закон или закон? Од оваа дистанца, мене ми е сега сосема јасно дека повеќе внимание треба да се посвети на кадровските ресурси кои управуваат со различни ресори. И јас лично, и граѓаните се разочарани од функционирањето на дел од институциите. Тоа не се должи само на институција како институција, бидејќи институција не се само згради и вработени, туку начин на управување. И во следниот мандат, кој што очекувам да го добијам од граѓаните,
сите тие грешки ќе бидат исправени. Во овие 2 години јас не можев да се фокусирам единствено на кадровските ресурси или на нивно дневно менаџирање, со оглед на тоа дека требаше да се менаџира една сериозна криза. Но во новиот 4-годишен мандат вниманието на изборот на правилни кадровски решенија со интегритетни, професионални и пред се стручни кадри ќе биде императив при составувањето на владата и на раководните структури на другите институции. За време на мандатот Дуи ви беше пристоен владин партнер или сега предизборно е тежок камен околу вратот на Социјалдемократскиот сојуз? Гледате, Дуи е партија која што 22 години е на власт во државата, тие биле 11 години заедно со ВМРО ДПМН и 7 години заедно со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во времето на ДПМН ќе прашате како било соработката, ќе треба да го прашате Никола Груевски кој што не е тука, меѓутоа можете да го прашате и сегашниот претседател на ВМРО ДПМН, бидејќи па тој беше советник во владата и сигурно дека соработувал. И таа соработка не вроди со никаков плод, бидејќи немаше никакви резултати. Единствено учествуваа во носење на одлуки за правење на споменици, жални врби, стиропори по градот и ни 1 милиметар исчекор во евроатлантските интеграции на државата. Во изминатите 7 години нашата коалиција, вклучително и Дуи, донесе тешки одлуки во однос на зачленувањето на државата во НАТО и отпочнувањето на преговорите со Европската унија. Дали дел од функционерите се однесуваа соодветно, тука мислам и на функционери на Дуи, на позицијата која што имаат, не. И во следниот мандат ја нема да дозволам да некој покажува однесување од позиција на сила или од позиција на однесување кое што не соодветствува на очекувањата на граѓаните и на политичкиот амбиент во државата. Но од друга страна, морам да кажам дека ја имав одлична соработка со министри кои работеа во економските ресори. Значи Фатмир Битичи, кој што е мој подпредседател, Фатмир Бесими, министерот за финансии, Крешник во економија, кој што напорно работеше на справување со инфлацијата и со енергетската криза, Азир Алиу, кој што ги подготви веќе законите, ги финализираше, бидејќи 7 години не беа финализирани пред тоа законите за реформа на јавната администрација, законот за работни односи и така натаму. Јована Тренчевска, која деноноќно преговараше со Сдруженијата на пензионери, со синдикатите, со Сдруженијата на работодавачи и затоа денес ние имаме методологија за постојан раст и на пензиите и методологија за постојан раст и на минималната и на просечната плата. Така да генерално сметам дека оваа влада е влада која што имаше одлични перформанси во услови на една исклучително тешка економска ситуација. Но за време на мандатот овие аргументи некако не пробиваа во јавност или вие не бевте доволно агилни што се однесува до комуникацијата или до медиумите. Спомнавте колегата Селиови вчерашниот настан, некаде прочитав утрово, имате и соопштение, став ваш личен околу тој настан. Така. Институциите повикуваат да се расчистат работата и спомнавте за човекот и колегата мој како новинар, како функционира. Медиумите, посебно националните телевизии, можеме ли да ги ви изнервираа во неколку наврати, ви извади од такт, па ве принудија на некој начин и да им се извинувате? Дали се за извинување генерално, прашувам само, македонскиот медиумски простор, колку е, да не бидам лошо разбран, соучесник во расположението на граѓаните во однос на македонските евроинтеграции, француската рамка, за тоа дека ќе сме се бугарилизирале, ќе сме го изгубили идентитетот и така натаму и така натаму. Видите, прво јас изразив многу јасен став во однос на она што се случуваше вчера. Во однос на она театрално апсење пред камери на новинарот Салиу и го осудив тоа и ги повикав институциите да тој случај го разрешат во најбрз рок и дополнително да не се посегнува по слободата на изразување и говор на новинарите. Повторам уште еднаш. Медиумите се дел од демократскиот амбиент. 2016 година ние затекнавме како заробена држава, држава во која нема демократија и нема слобода на медиуми според сите меѓународни извештаи. Денес Македонија од 138 место во тоа време е 38 земја во светот според слободата на медиумите. И медиумите треба да бидат коректор на владините политики. Доколку па и медиумите имаат различен став од владата, тоа е демократски.
И веќе кажав, во однос и на зачленувањето во НАТО, и во Европската Унија, Не и знам така дали добро натаму. ме разбравте, ве прашувам како граѓанин, кога гледате вести, телевизии, кога гледате само пренесување стравови дека ќе сме изгубили идентитет и така натаму. Па се покажа дека се тоа било. Јас нема моето да ја прашање гледате. директно, Сакам да ви кажам, не ве јас наведувам да кажете дали Сакам- највлијателните медиуми се на некој начин соучесници во ваквото расположение, во стагнирањето на македонските евроинтеграции во тој контекст. Вака сега да ви кажам, значи ја нема да ги оценувам медиумите, за тоа постои и Издружение на новинари, постојат независни тела на медиумите, постои и Агенција за контрола на медиуми која што нема да ја коментирам. Од исти причини како што нема да го коментирам и националниот сервис, а сите ги знаеме причините. Значи да не се залажуваме, ние сме мала држава. Ме прашавте во однос на тоа дека јас некогаш сум бил погоден од медиумите, не е точно. Јас нема тема на која не сум одговарал. Јас сум веројатно премиер кој што имал најмногу пресконференции во текот на својот мандат. Нема прашање на кое не сум одговорил и нема покана на медиум на која што не сум отишол. Јас сум веројатно единствениот премиер на кој што му се случило на телевизија со национална концесија да биде повикан на интервју и на сред возење на интервјуто да му биде откажано интервјуто. Ја тоа никогаш не го немам соопштено до денес. Зошто ми беше тоа направено? Откажал микрофонот, веројатно. Не откажал микрофонот. Затоа што тој медиум сакаше да има едно законско решение кое што на него му одговара и каде што ја кажав дека било кое законско решение може да се носи низ владина и низ собраниска процедура како и секое друго владино решение, а не да се носи додека ја патувам од мојата канцеларија до тоа телевизиско интервју и ја во таа телевизија веќе не отидов, нити па они ме поканија засрамени од тоа што го направија, нема да го кажам името на телевизијата. ЗНМ мене ме повика, ЗНМ исто така мене ме повика да се извинам, кога пред еден месец кажав дека она што се случува на националниот сервис многу ме потсетува на 2016 година. И јас се извинив. Меѓутоа, што се случи вчера? Го искажавте и тој став околу колегата Селиу. Кампањата, темата ми беше забавените евроинтеграции поради објективните пречки, нели? Не успеа уставните промени, рамката стои замрзната каква што беше. Во кампањава се слушаат некои гласови дури од председатели на политички партии или кандидати за председатели, поточно не е почната кампањата за парламентарните, и за Отворен Балкан дека ќе некој сака да го напушта. Отворен Балкан е нешто спротивно Европската унија или кој е вашиот коментар за таков став, конкретно на еден од кандидатите за председател на државата? Гледате, во кампања секој има право да има своји ставови по однос на сите прашања. Отворен Балкан е добра иницијатива. Зошто? Бидејќи Отворен Балкан е иницијатива која што е оригинална и која што е од регионот и која што е заснована на 4 слободи на кои што се базира Европската унија. А тоа е слободно движење на капитал, слободно движење на луѓе, на стоки и на услуги. И Албанија, Србија и Македонија покажавме дека 3 држави може да соработуваат помеѓу себе. Околу оваа тема како поминавте кај стопанските комори? Се жала стопанствениците, се плашат всушност, ако добро ги разбирам, дека ќе останат без работници. Дека соседните држави, конкретно Албанија и Србија, нуделе подобри услови. Гледајќи ги нивото на плати, јас не сум убеден дека и Албанија и Србија имаат повисоки плати од нас, зависно од секторите. И тоа го покажуваат и бројките. Од друга страна, ние направивме многу во однос на зголемувањето на платите и на минималната и на просечната плата во државата. Меѓутоа и факт е дека невработеноста во Македонија е намалена. Од 25% невработеност во 2016 година, благодарение на мерките кои што владата ги презема, ние денеска имаме 12,8%. 7% ќе биде во 2028 година. Јас сум имал огромен број на состаноци со сите стопански комори. Ние како влада сме прва која што ги поддржа домашните компании. Во текот на изминатите години со 100 милиони евра беа поддржани инвестициите на 919 компании од Македонија, кои што активираа процес на инвестиции од половина милијарда евра и креираа 5000 домицилни работни места. Ја и сега, опозицијата генерички македонски работни места. ДПМН ве обвинува како влада и како Социјалдемократски сојуз и коалицијата дека забавени се странските инвестиции, дека никогаш не биле пониски. Компаративно, во реченица 2,
Каква Во е состојбата? 2016 година странските директни инвестиции беа 300 милиони евра, 350 милиони евра, во 2023 година 750 милиони евра. Во нашиот период на работење од 7 години имаме дупло повеќе инвестиции, странски директни инвестиции во однос на 10 годишниот период на ВМРО ДПМН. Кога зборуваме за бројки. Што сакаат инвеститорите? Инвеститорите не доваѓаат во Македонија затоа што Македонија ја предводи Димитар или ја предводи Христијан или ја предводи Зоран. Во Македонија или во било која држава инвеститорите доаѓаат доколку имаат стабилно и сигурно окружување во државата, а ние сме земја членка на НАТО. Доколку има држава во која има перспектива, а ние отпочнавме преговори со Европската Унија, и држава во која што се решени базичните и фундаментални односи помеѓу оние кои што живеат во државата, а ние имаме со СДСМ и коалиционите партнери релаксирани меѓуетнички односи. Завршиме скринингот, но запрени се преговорите Ковачевски околу отворање на кластерите поради неусвојување на уставните измени. Тој амбиент очекувате после изборите да забрза без оглед на расплетот на изборните резултати? Не се запрени преговорите и добро го кажавте, запрени. Не се запрени поради неусвојувањето на уставните измени, туку поради неодлучноста и немањето став на ВМРО ДПМН и на нивниот председател. Бидејќи ако тие имаа одлучност и ако имаа став за прв пат во историјата, бидејќи до сегаш никогаш немале ниту став, ниту храброст, ниту одлучност да донесат било каква одлука за државата. Овој пат тврдат дека имаа став кога велат дека и после изборите, ако формираат влада, нема да има уставни промени под околности необјасниви се едно, но мислам тие не можат ни да објаснат зошто нема да има уставни измени. Гледате, вие кои ќе го имате тоа прашање, добивате одговори кои што се во реалноста и кои што се сведуваат на неколку флоскули. Меѓутоа, зошто на нас ни требаат европските интеграции? Нашите граѓани сакаат подобар животен стандард, сакаат подобро здравство, сакаат подобро владење на правото, сакаат подобра борба против корупцијата. Тоа го овозможува процесот на интеграција во Европската Унија, бидејќи тоа е единствен процес низ кој што можат да се направат позитивни процеси во нашата држава. Погледнете ги, Зоран, погледнете ги нашите соседи. Земите ја Бугарија. Земите ги другите земји кои што беа дел од источниот лагер. Словачка, Чешка, Полска, Романија, Унгарија. Тие беа децении позади нас. Ја во една прилика кажав дека ние за нив сме биле Лос Анџелес Лейкерс. Гледайте кај се тие сега, само заради членство во Европската Унија. Тие ако биле подобри од нас, тие ќе биле и тогаш подобри од нас. Тие ќе биле подобри од нас и по независноста, кога ние излегуваме од Југославија, а тие од советскиот лагер. Па не биле се додека не влегува во Европската Унија. Со една реченица, со една констатација, две ги посетивте стопанските комори, разговаравте со нивните први луѓе. Зошто стопанството, бизнисмените повеќе би го сакале СДСМ за да формира влада отколку ВМРО ДПМН? Па веќе ви дадов дел од одговорот. Прво затоа што СДСМ донесе закон со кој што се обезбедува буџетска поддршка за инвестиции на македонските компании. Ви кажав дека ние имаме поддржано 919 компании со 100 милиони евра. Во новата програма се предвидуваат 180 милиони евра за инвестиции во домашните компании. Преку фондот за иновации се поддржани голем број на стартапи и понови компании кои што иновираат нови производи, процеси и така натаму. Во делот на управата за јавни приходи, вие се сеќавате на времењето до 2016 година кога тогашниот премиер ги собираше компаниите во Александар Палас и им кажуваше нема да им даде поврат на ДДВ. Ние го автоматизиравме процесот на поврат на ДДВ, нема ниту една компанија која што се пожалила за поврат на ДДВ. Спомнавме на дополнително автоматизирани се голем број од процесите во управата за јавни приходи, вклучително и во царинската управа. Веќе работиме на дооформување на целиот тој електронски амбиент, заедно со партнерите од Соединетите американски држави и од Европската Унија. И секако, она што многу загрижува во државата, и јас не бегам од тешките одговори, тоа е владењето на правото и борбата против корупцијата. Внатрешните состојби, едно општество за сите, замре тоа, хибернира, пропадна или вирее? А која политичка партија, освен Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, можете вие да повикате во државата да зборува за едно општество за сите
и за еднакви права и можности за сите граѓани во државата без разлика на нивната припадност по било кој основ. Без разлика дали верска, дали етничка или било која друга припадност. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е единствениот кој што може да зборува и да прави во однос на градење на такво еднакво општество за сите. Тоа е еднакво општество за сите. Значи дека секој поединец има еднакви можности да напредува на личен и на професионален план. И ние со тоа нема да престанеме. Затоа во моментов не се зборува. Бидејќи се чувствува дека не постои тензија помеѓу граѓаните. Кој може да го отвори тоа прашање? Единствено ВМРО ДПМН. Зошто може да го отвори? Бидејќи тие за друго не можат да зборуваат. Тие можат да зборуваат за стопирање на интеграцијата во Европска унија, општеството да не било еднакво општество за сите и за неносење на одлуки и за немање на став. Тоа е што можете да чуете од ВМРО ДПМН. Со многу внатрешни отпори, бојкоти, неизлегување по референдуми, кампањи и така натаму, некако на сила Македонија стана земја членка на НАТО. Спомнавме на почетокот денеска и Ден на Обединетите нации, нели двете клучни институции кон кои се стремало секогаш Македонија и во рамките на поранешната држава, но и како самостојна држава. Геополитичките поместувања на светот, војната во Украина и така натаму, руската агресија врз Украина. Сега може да се констатира дека се исплати таа жртва. Не слушам по кампањиве, никој тоа не го спомнува сега околу Преспанскиот договор и околу Северна. Да, се потврди дека таа е добра историска инвестиција, тоа е прашањето. Се потврди дека тоа е една од најважните одлуки кои што имаме донесено. Повлегувањето во Обединетите нации за членувањето во НАТО. Во услови на војна се потврди дека да се биде дел од еден најголем одбранбено-безбедносен сојуз во светот е најдобра работа која што може да се направи за својата држава. Гледате дека ние кај нас не зборуваме за прашање на безбедност и за било какви други прашања поврзани со државната безбедност, односно со мирот и стабилноста на државата. Руското влијание во Македонија. Бидејќи сме дел од НАТО. Во однос на сите оние критики и хистерија која што беше правена, да, беше правена истата хистерија и при влезот во НАТО, и во Обединетите нации, вие добро се сеќавате, и при влезот во НАТО, и при отпочнувањето на преговорите со Европската унија. Која беше реториката? Ке сме го изгубеле името, односно јазикот, ке сме го изгубеле културата и ке сме го изгубеле идентитетот. И се потврди дека не е точно. Ние денес во НАТО сме македонци, ние денес во НАТО зборуваме македонски јазик и сме таму со македонски идентитет. Ги отпочнавме преговорите со Европската унија. Вие сте новинар, ваши колеги беа дел од делегацијата на првата меѓувладина конференција, на преговарачките кабини засвете македонски јазик. Целото европско законодавство се преведува на македонски јазик и се запослуваат преведувачи на јавен конкурс во Брисел за македонски јазик. Како тогаш ќе се бугаризираме или не знам, ќе се трансформираме? Па и таа тема е веќе затворена. Но неколку спомнав околу кризата со Украина и руското влијание, тоа митија повеќе или има реални опасности Македонија да не оди во демократија, на западните вредности да се бори така натаму? Влечат ли некои сили од натре малку по на исток? Секако дека има влијание од исток, кое што Русија секогаш сакала да го има на Балканскиот полуостров. Тие тоа не го кријат. Тоа влијание се изразува на повеќе начини. Има дел политички партии кои што имаат активна соработка со Русија. И тие тоа јавно го кажуваат. Медиуми кои што имаат активна соработка со Русија. Поединци представени како аналитичари, новинари и така натаму, кои што се финансирани од извори кои што се блиски до руските. И таа стратегија на Русија секогаш била... Може ли тоа да биде од убедување некако, кога спомнавте и новинари, колумнисти? Може да биде од убедување, значи ја во тоа не навлегувам. Меѓутоа, тука го гледам значењето на зачленувањето во НАТО. Бидејќи сепак во држава членка на НАТО, стабилноста е многу голема и значајно е отпочнувањето на преговорите со Европската унија. Бидејќи тие кои што зборуваат против зачленувањето во НАТО и кои што зборуваат против зачленувањето во Европската унија, ја повторувам уште еднаш, која алтернатива и нудат на Македонија? Што и нудат?
Бидејќи ја повторувам, единствен процес кој што може да донесе позитивни промени е за членувањето во Европска унија. Јас сум свесен дека дел од граѓаните се заморени, дека Македонија требаше да направи многу отстапки. Мене ми било тешко. Меѓутоа нема друга алтернатива. И одлука мора да се донесе за подобар животен стандард, подобро владење на право, подобра борба против корупција, подобро здравство, подобро образование кое што се добива со зачленувањето во Европската унија. И ние не зборуваме нешто што не е докажано. Земите ја Хрватска, со која што сме биле во иста југословенска заедница. Со влегувањето во Европската унија, во Хрватска платите се неколкократно зголемени, пензиите неколкократно зголемени, невработеноста намалена, дуплиран бруто домашен производ, 33% зголемен број на мали и средни предпријатија. Па кај можело да се замисли порано македонци додат да работат у Хрватска? Затоа што сме имали исти стандард. Хрватска сега има подобар. Зошто? Бидејќи ние тргнавме заедно во преговорите, добивме кандидатски статус заедно со Хрватска во 2005 година. Ние бевме проектирани да бидеме пред Хрватска членка на Европската унија. Бидејќи тие излегува од војна. Што се случи? Заради неодлучноста и лошите политики на председателот Иванов и премиерот од тоа време Груевски, Македонија место да се европеизира, се антиквизираше. Хрватска водеше процес на преговори, Хрватска одеше на состаноци во Брисел, Хрватска преговараше со администрацијата на Јункер, а ние што правевме? Пречекувавме хунзи на аеродромот каде што не убедуваа дека македонците имале браќа у Пакистан. Може ли бугарите да се убедат, бугарската влада, бугарската политичка елита околу француската рамка, да се преубедат во нешто, како што тврди опозицијата? Прво, најголемата лага која што некој му ја кажува на македонскиот народ е дека преговарачката рамка ќе се менува. И ВМРО ДПМН има историја на лажни ветувања. Еве ќе ви кажам. Тие сега имаат кандидат за председателка, која што практично кампањата и ја води председателот на ВМРО ДПМН. И ја води по митинзи и они ги држи говорите. Истото тоа го правеа и со градоначалничката на Скопје. Што ветуваа во Скопје? Електрични автобуси, бесплатен превоз, нивелирани шахти, најдобра мајка на градот. Се ќе било најдобро и погледнете кај завршивме. Скопје е запустен и прљав град. Скопје нема никаква управа. Нешто нема електрични автобуси, не работат и овие кои што ги има. Да не искочи на крај, како што велат не била нивна Данела, да не искочи дека сега Данела се вика Гордана. Кога зборувате за кадри, зошто Стево Пендаровски? Стево Пендаровски е не член на Социјалдемократскиот сојуз. Стево Пендаровски е еден исклучително прогресивен политичар, легалист, демократ. Јас лично Стево Пендаровски го познавам веројатно многу повеќе од други колеги во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, бидејќи сме колеги на универзитетот каде што работиме, и го познавам како човек во делот на неговите вредности. Се работи за еден исклучително честен човек на кого што дамка не можете да му најдете. Едно прекрасно семејство, Елизабета и Јоги, кои што исто така негуваат македонски вредности. И председателот Пендаровски покажа дека во изминатиот 5 годишен мандат по однос на сите стратешки прашања ги донесе потребните одлуки и поддршка на владата предложена од СДСМ. Значи, членството во НАТО и отпочнувањето на преговорите со Европската унија. Тој е интегритетна личност, кој што независно ги носи одлуките. Често пати се случувало и да нема исти став, односно да има различно мислење со владата. Мене тоа некогаш не ми било по кејф, меѓутоа сум почитувал дека председателот на државата треба да биде коректив на сите политички партии застапени во парламентот, вклучително и владата, и да биде врвен застапник на секој граѓанин во државата без разлика на неговата етничка или било која друга припадност. Завршуваме. Ваша Ковачевски прогноза за 24 април и за 8 мај и врз кои факти ќе ги темелите, ќе темелите таа прогноза, доколку ја кажете секако? Ќе почнам од фактите. Во текот на изминатите години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овие кризни години на здравствена пандемија, на енергетска криза, на економска криза предизвикана од војната во Украина, никого не остави сам.
ние обезбедивме најголем пакет на антикризни мерки во однос на сите други држави во регионот според Светската банка. И во услови на криза, според економскиот институт во Виена, Врвен институт, Македонија е единствена држава која што успеа да го зголеми животниот стандард на своите граѓани во време на криза во однос на сите други земји во Источна Европа. Успеавме да донесеме методологија за зголемување, постојан раст на пензиите и на платите. Ги зголемивме платите во сите сектори. Денес универзитетските професори имаат двојно и повеќе повисоки плати од она што имаат. Платите на здравствените работници се зголемени скоро двојно и ќе продолжат да растат. Истото се однесува и на другите вработени во здравствениот сектор. Наставниците од плати од 18.000 денари во средното образование се дојдени до плати од 40.000 денари. Тоа се достигнување. Тоа се причините заради кои што јас ја барам во името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во името на Коалицијата за европска еднина довербата да продолжиме да ја водиме владата кон остварување и на втората стратешка цел, а тоа е за членување во Европската Унија. И затоа сум убеден дека на 24 април и на 8 мај ќе победат граѓаните, ќе победи Европска Македонија и ќе победи Стево Пендаровски за председател на државата и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Коалицијата за европска еднина. Јас му благодарам на Цивил за просторот, за овие убави услови за ова интервју. Секако на фронтлайн за довербата што ми ја даде да го направам ова интервју и на Димитар Ковачевски, председателот на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам. Ви благодарам и благодарам на честа да го имам ова интервју со вас и тука во Цивил и во фронтлайн.